нова за да влеземе во една целина. СДСМ ја прекроја владата без легитимитет. Тоа е очигледно. Значи новото парламентарно мнозинство не беше избрано и во плуралистички демократии, таму каде што режимите се оправдуваат со цели, а не со избори, тоа се авторитарни режими. Тоа се одлики на авторитарни режими. Тие не беа избрани, дури изгубија носители на изборни листи како Шекеринска, и новиот прекроен состав си даде европска цел, која нема да се случи, затоа што првата рамка која се предвиде беше таа до декември, сега имаме рамка до јуни, и како што веќе се случувало последните 30 години, ние претпоставуваме дека ќе помине и таа рамка, а владата ќе продолжи, значи на нас ништо не ни кажува дека оваа влада нема да ја продолжи својата нелегитимна работа. Значи легитимитет не постои. Второ, во самата една цел која поставија тоа европска иднина, јавноста не ги знае позициите на владата генерално, тие не се транспарентни, иако им е тоа единствената цел, а тоа е нели евроинтеграција. Европската цел нема да се оствари затоа што СДСМ е антиевропска партија по функција. Сега, од императивно значење, значи спречувањето на ефектите на економската и енергетската криза, понатаму ние сметаме дека се што ќе допринесе до буткање на владата, конечно ние ќе го поддржиме, но мораме да видиме, значи нашите пратеници ќе се уклучуваат спорадично во овој процес и ќе блокираат таму каде што сметаат дека треба да се блокира, затоа што веќе имаме искуство со блокирање, тоа е минатото лето, кога блокиравме за да се осврнеме на опасностите од донесување на закони цело време со европско знаменце, што стана една пракса на владата на СДСМ и на режимот на Заев и Ковачевски. Ние го блокиравме собранието, кога го блокиравме во рок од месец дена, и нашата продуктивност и нашето блокирање е видливо за граѓаните.